Спасени се сите реагенси за тестирање на заразни болести во Институтот за јавно здравје, кои беа во исклучените фрижидери. Од оваа здравствена установа информираат дека по добиените резултати од испитувањата, реагенсите меѓу кои за голема кашлица, но и останатите кои биле во коморите, за среќа сите се функционални и ќе можат да се користат за детекција на поголем број заболувања. Прочитани се добиените резултати и согласно истите се установи дека молекуларните тестови за детекција на голема кашлица, како и подлогите за култивација на бактерии, антибиотиците за изготвување на ангибиограми и сите реагенси кои се наоѓаа во исклучените фрижидери се функционални и може да се продолжи со нормално функционирање на одделението за бактериологија. За сега останува мистерија кој ги исклучил осигурувачите од фрижидерите. Истрагата треба да покаже кој е виновникот. Директорката на ИЕЗ Марија Андоновска по скандалот кој на време беше откриен се сомнева во саботажа од страна на некој од вработините, каде што некој намерно или случајно ги исклучил фрижидерите, каде ги чуваат материјалите за испитувања на заразни болести. Од стотина осигурувачи во разводната табла биле симнати само оние поврзани со фрижидерот. За среќа, според надлежните, брзата реакција спречила да дојде до голема штета. Обвинителството оформи предмет под опрен глас за да испитаат дали во конкретниот случај има елементи на кривично дело. Со овој случај постоеше опасност Институтот за јавно здравје да остане без ниту еден реагенс за голема кашлица во време на епидемија од истата болест. Пред само неколку денови директорката Андоновска алармираше дека претходното раководство на институтот не набавило доволен број реагенси за голема кашлица и побара за тоа да има одговорност.